Значи, како што кажав и внатре, се работи за оружје, не реков хладно оружје, се работи за оружје, кое што, како што и тогаш кажав во изкасот, тоа го повторив и денеска, беше дел од големата толпа на луѓе за кои што конечно денеска бевме повикани како сведоци да сведочиме за тоа што се случи пред повеќе од една година. Како беше да се соочите со Игор Лукев, бидејќи сепак тој сам се пријави дека тој бил човекот кој што сепак посегнувал позад на телото, вие не го именувате, како беше да се соочите? Тој се сомневаше во вашиот исказ со тоа што сте биле повреден, ви бил скршен носот, сте биле под притисок со закана за вашите деца. Се сомневате ли вие во тоа што го видовте? Апсолутно не, и такви работи не се забораваат. Навистина не посакувам никому да биде во таква ситуација, со скршен нос да провери колку може да види или да не гледа нешто. Спомнавте дека сте купиле чадор кој што сте повредени? Молам? Сте го купиле чадор што сте повредени? Да, еден од толпата, некои добри над 40 минути, ме маваше со чадор. Првата понуда беше 300 денари, не ја прифати, за на крај 1000 денари го даде чадорот и ја напушти просторијата. Односно со ниското обезбедување, дали тоа сепак вештидеше или не? Тука беа и оние последни прашања кои што се еден од обезбедувањето. Дали сепак во некои моменти вештидеше? Некои од луѓето во одредени моменти, да. Меѓутоа, апсолутно не беа организирани, не беа доволно и не беа на висина на задачата. И ко кажав тој за време на сведочењето, но навистина сметам дека ако полициските сили беа организирани надвор, немаше да бидат вака оставени сами на себе луѓето од собраниското обезбедување, кои што сепак и за нив сметам дека може да направат повеќе. Што чувствувавте кога ги гледавте на телевизиските екрани како толпата влегува во собранието и кога сте го чуле звукот на кршење и чекорите по линиите чекори по скалите? Што чувствував? Веројатно беше основното чувство да се обидеме да се организираме да се спасиме. И тоа почнавме да го правиме со тоа што прво се обидовме да ги симнеме пратениците што беа горе на галеријата, да не случајно при налетот на толпата некој падне долу. Немаше многу време искрено за размислување, затоа што се случуваше многу брзо. Тоа беше и проблемот, дека луѓето веднаш влегоа во собранието, не пречени од никого. Сега бевте повикан како сведок, вие сте и оштетен во овој случај, кога очекувате судска разврска? Навистина не знам, тоа е прашање судот, немам никакви очекувања.